Национализацијата на вториот пензиски столб не е решение. Може краткорочно да донесе пари, но на долг рок нема да има никакво подобрување. Вториот столб е воведен поради релаксирање на обврските на првиот. Вака директорот на Асоциацијата на друштвата за управување со пензиски фондови Маријан Николовски одговори на прашањето дали доколку се национализираат парите од вториот столб би го покриле дефицитот во државниот фонд. Тој објасни дека парите во вториот столб се на членовите и не може да им бидат одземени. Потенцираше дека целта на реформата треба да биде постепено да се дојде до поголема одржливост на државниот фонд. Воведувањето на вториот столб е токму заради релаксирање на обврските на првиот столб. Во моментот кога ќе дојде време да се исплаќаат паралелно пензии и од првиот и од вториот столб, обврската за исплата на пензии некаде половина од износот ќе падне на терет на вториот столб. А фондот за пензиско инвалидско осигурување, државниот фонд на ПИОМ, и понатаму ќе продолжи да задржува повеќе од 2/3 од вкупниот придонес за пензиско инвалидско осигурување. Во однос на исплаќањето на пензии од вториот столб, анализата на Агенцијата за супервизија на капитално финансирање пензиско осигурување со просек на 30 јуни годинава покажува дека вкупно 147 корисници остваруваат исплата од вториот столб. За овие лица е исплатен вкупно нето износ од околу 1.400.000 денари, со просечна нето исплата по корисник од 9.878 денари. Просечниот пензиски стаж на овие корисници изнесува 22 години, додека просечната пензиска основица е 38.880 денари. Најголемиот дел од корисниците, односно 113 лица или 77%, се лица кај кои средствата од вториот пензиски столб учествуваат во обезбедувањето на минималниот пензиски износ. Просечниот месечен износ изнесува 10.168 денари при просечен пензиски стаж од 21 година и просечна пензиска основица од 27.003 денари. Од нив 75 корисници остваруваат исплата над 8.000 денари, додека 38 корисници имаат исплата меѓу 4.000 и 8.000 денари. Во групата корисници со пензија над минималниот износ се опфатени 34 лица. Оваа категорија остварува просечен пензиски стаж од 25 години и просечна пензиска основица од 81.762 денари. Претходно за темата за национализација на вториот пензиски столб, министерот за социјална политика, демографија и млади Ѓоко Велковски кажа дека вториот столб подолго време се анализира. Според него, средствата на осигурениците во вториот пензиски столб се гарантирани со закон и устав, дури и во случај на евентуални промени во пензискиот систем. Објасни дека граѓаните не треба да се плашат дека ќе ги загубат заштедените пари, бидејќи тие се нивни.